најново издание на регионалните вести. Сутрина царски часови опело во православните цркви денес се одбележува денот кој се смета за најтажниот ден во годината – Велики петок. Денес е денот на распнувањето, страдањето на крстот и погребението на Господ Исус Христос. Велики петок е денот на распнувањето и погребението на Господ Исус Христос, денот на најголемите страдања кои доброволно ги претрпел невиниот Богочовек за спасение на човековиот род. Денес се одбележува најтажниот настан, денот на страдањата кога со трнов венец на главата Христос на својот грб го носел тешкиот крст до местото Голгота, каде од човечката завист и злоба бил распнат и каде со неизмерна љубов кон човештвото во најтешките болки и рани извикал: Оче, прости им зашто не знаат што прават. Велики петок е најтажниот ден за христијаните, денот на распнувањето на Господ Исус Христос на крст, денот кога е донесена пресудата Спасителот да биде распнат меѓу разбойниците. Велики петок е срамниот ден за човештвото кое не го препозна својот собствен излез со сите животни проблеми, приковувајќи го Спасителот на крст. Утрово во црквите и манастирите во Тетовско се служеа царските часови. Попладнево во соборниот храм Свети Кирил и Методи беше изнесена плаштеницата и се отслужи опело на Господ Исус Христос. За Велики петок, денот на страдањата и смртта на Исус, црквата пропишува најстрог пост, денот да мине без јадење и пиење, освен за немоćните и старите. На Велики петок не бијат црковните камбани, кои ќе се огласат в недела на денот на Христовото воскресение. Утре е Велика сабота, денот кога Спасителот лежал во гробот. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи со почеток во 8 часот ќе се служи литургија на Свети Василий Велики со вечерна. Истиот ден во 23 часот почнува трикратниот опход околу соборниот храм со пеење на Воскресение Твое Христе спасе и биење на сите камбани. Точно во 24 часот во соборниот храм се објавува Христовото воскресение, потоа следи литургија на Свети Јован Златоуст, чиноначалствувана од неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Овие страдални денови до Великден верниците постат и со мислите се искачуваат со Господа на патот кон Голготата, сеќавајќи се на неговите големи маки, за во недела радосно да го дочекаат Христовото воскресение. На Великден во соборниот храм Свети Кирил Методи во 17 часот ќе се ослужи вечерна богослужба. Празникот Великден беше повод децата од градинките и основците да учествуваат на различни креативни работилници. Наша екипа сними дел од работната атмосфера на учениците во основното училиште Братство Миѓени во Тетово. Учениците од речиси сите основни училишта, како и дечињата од градинките, изминативе денови по повод најголемиот христијански празник Великден, учествуваа на различни креативни работилници. Великденските работилници се убава можност децата да се запознаат и со значењето на Великден, како и со символиката на бојадисување на јајца. Наша екипа сними дел од работната атмосфера на учениците во основното училиште Братство Миѓени во Тетово. Во секој оделение учениците вредно изработуваа великденски украси, со кои ќе ја декорираат својата училница или домот. Преку ваквите работилници се развива детската креативност, велат просветните работници. Развивањето на креативноста кај учениците е еден битен момент, важен момент, кој што треба да се негува уште од мали нозе. И како наставник се трудам и организирам најразлични работилници, преку кои што сакам уште од мали нозе на учениците да им се всади љубовта кон креативноста, оригиналноста, во изработка на најразлични предмети, најразлични мотиви, во зависност од пригодата за која што се организирани. Во текот на оваа година, во соработка со родителите, се сработени голем број на вакви работилници, практични работилници, во кој што дојде до израз креативноста како на родителите, така и на децата, така и на родителите. Денеска, значи, сте присутни на една работилница на која што учениците креативно се изразуваат на тема Великден, со цел покрај дома, нели, бидејќи сите ние дома изработуваме, нели, ги изведуваме сите оние ритуали кои што се својствени за овој празник, сакавме на еден понеобичен начин на учениците да им доловиме, значи да изработуваат најразлични креативни творби на тема Великден, со кој што ќе го одбележиме овој голем христијански празник за нашата, нели, држава, за нашата вера. Овие великденски работилници се пред се за да се обележи големиот празник Великден.
за да се поттикне креативноста кај учениците, бидејќи учениците пред се радуваат на овој празник, на овој голем ден, и да го обележиме во нашите училишта. Детската фантазија и креативност се непресушлив извор. За кратко време малите рачиња на уникатен начин ги насликаа великденските јајца, направија различни венци, кошнички и украси. Традиционален избор на великденско јајце се одржа вчера во библиотеката Светлина во населеното место Прељубиште. За најуспешните имаше пригодни награди обезбедени од спонзорства. Традиционално, како и секоја година на Велики четврток, дворот на библиотеката Светлина беше претесен да ги прими сите заинтересирани учесници за изборот на великденско јајце. На овие предвеликденски активности учествуваа вкупно 90 учесници од Основното училиште Кирил Печиновиќ од Теарце, Подрачното училиште Жилче, Основното училиште Симче Настовски од Вратница, Основното училиште Александар Здравковски од Јегуновце, како и многу други самостојни учесници. Преку великденските јајца децата ја покажаа својата креативност и вештина во изработувањето на символот на најголемиот христијански празник Воскресението Христово. За најуспешните креации и изработки обезбедени беа 46 награди. Жири комисијата, чии членови беа просветни работници и директорката на библиотеката Весна Јовановска, одлучи дека најмногу гласови треба да ја даде на Сузана Митовска од Основното училиште Кирил Печиновиќ од Теарце, а како подарок таа доби детска масичка. Второто место и подарок табуретка доби Михаела Ристовска од Подрачното училиште во Жилче, а украсни перничиња како награда за трето место заминаа во рацете на Ивана Матовска од Основното училиште Симче Настовски од Вратница. Покрај нив со пригодни подароци обезбедени од спонзори, наградени беа уште 40 на други ученици. Тука не застануваат активностите на библиотеката Светлина од населеното место Прељубиште. Директорката Весна Јовановска и за воиднина најавува слични случувања, се со цел забава и едукација на децата. По повод најголемиот христијански празник Христовото Воскресение Великден, телевизија КИС и годинава во недела на прв ден Великден организира избор на најубаво великденско јајце. Верна на традицијата по повод Христовото Воскресение Великден, телевизија КИС и оваа година во недела на прв ден Великден ќе го избере најубавото великденско јајце. Сите кои сакаат и оваа година да бидат дел од годинешното издание на избор на најубаво великденско јајце, потребно е во недела на Великден да дојдат во просториите на телевизија КИС и да го донесат украсеното великденско јајце со кое ќе се надпреваруваат и да ја покажат на дело својата умешност и креативност во изработката на великденски јајца. Секој учесник има право да се надпреварува со едно јајце. Традиционално и оваа година првопласираниот надпреварувач ќе добие печено јагне, а за сите учесници се обезбедени пригодни награди од нашите спонзори и деловни партнери. Телевизија КИС ве повикува во недела во 10 часот во празнична атмосфера по 22 пат на изборот на најубаво великденско јајце. Центарот за култура Асном во Гостивар организираше концерт посветен на познатата интерпретаторка на македонски народни песни Костадинка Палазова. Манифестацијата беше збогатена со настап на културно-уметничкото друштво Браќа Ѓиновски. Во чест на празникот Великден, синоќа во Центарот за култура во Гостивар се одржа концерт посветен на музичката кариера на легендата на македонската народна песна Костадинка Палазова. Својот прв настап го имала во 1960 година, а вчера вечер на свој 76 години повторно запеа пред гостиварци. Голем празник е Великден. Кажи мила мамо, која рубата облеча. Јас сум почастена од тоа што етец се решиле да ме викнат. Доволно ми е тоа. Порака да не ја заборават народната песна, да ја негуваат и да ја чуваат, зашто навистина многу вреди. Концертот го организираше Гостиварскиот центар за култура Асном, од која установа Палазова доби плакета за афирмација и негување на традиционалната македонска песна.
Манифестацијата беше збогатена со настап на членовите на културно-уметничкото друштво Браќа Гиновски, каде членувала и познатата пејачка. Овој концерт нашето друштво отвара годинешнава сезона на програмски активности, во која планираме одржување на повеќе концерти во Гостивар, во околните населени места, гостување низ Република Македонија и гостување во странство во Република Бугарија, каде имаме воспоставено долгогодишна соработка. На 2 мај друштвото учествува на манифестацијата Великденски кули во Македонски Брод, каде ќе земат учество покрај нашето уште 5 други културно-уметнички друштва од нашата држава. Костадинка Палазова потекнува од Егејска Македонија. Љубовта кон музиката ја наследила од своите родители, а кариерата ја започнала во 60-тите години од минатиот век со учество на емисија за таленти во тогашна радиотелевизија Скопје, каде го освоила првото место. Настапувала низ повеќе земји во Европа, Америка, Канада, Австралија. Има снимено околу 300 народни песни со оркестри од целата територија на бивша Југославија. Сточарството како професија ретко се наследува од родителите на синовите. Джеват Реджепи од гостиварското село Топлица е спротивен пример, кој покрај што наследил стадо со овци, го унапредил одгледувањето и производството на млечни производи, според високотехнолошки стандарди. Индивидуалниот сточар Джеват Реджепи од гостиварското село Топлица успешно напредува во сточарската дејност која ја наследил од своето семејство. И покрај тешкотиите со кои се сочува во својот занает, тој долги години стопанисува со својата сточарска фарма говедарник. Тој одгледува просечно 800 овци, од кои добива еколошко биено и бело сирење, кое го пласира на македонскиот пазар. Сирењето го произведува 6 месеци во годината, процесот на производство е на традиционален начин, а производот се чува во простории според хасап систем. Ние произведуваме сирење што се вика бело сирење, меко, бело. А биено сирење производуваме некој краток период, како по наражба. Имаме некои миштерии што ни барат биено сирење, од планина тоа се прави, август месец, а овде се трудиме мало, условите да ги подобриме, да дојдеме до, што се вика европски систем, да дојдеме некои инвестиции, претежно работиме на тоа да го развиеме во летниот период. Например, од 6-5 се качиме на планина. Тамо стоиме скоро 5 месеци, све биолошко. Зимски период, 3 месеци ги раниме внатре, зоб, сено, јонже, тие работи. И после на пролет, како видите сам, пасиме на поле, Зубовското поле го имаме, тоа го купиме нормално, од Митровден до Ѓурѓовден. И од тогаш се качиме на планина, сирење си имаме квалитетно, наше сирење го барат пазар од Скопје, го барат Орид, го барат Гостивар највише и се снаоѓаме добро, фала Господ добро. Реджепи вели дека има надеж за сточарската дејност во Македонија. Со продажбата на сирењето вели дека добро му оди, но откупот на јагнечкото месо од година во година се намалува, а цената останува иста. Цената не чини, искрено. Не знам зашто, поради овие случувања на државата, има и тамо пречки на откуп на јагне, вамо, тамо, ама ние се снаоѓаме, се навикнеме со овој занат, со овој бизнис. И сега, нашите стари, ни остава овој занат, што се вика. И сега, ние, наследниците, го сакаме да го продолжиме уште. Ние во печалба нисме. И сакаме да го развиеме овој занат, што се вика. Али, ќе видиме наши млади, ако сака да го продолжат, нека продолжат. Ми сме тука и до сега сме задоволни. Реджепи вели дека планира да го проширува просторниот капацитет, каде престојуваат овците во зимскиот период. 49 годишен жител на тетовското село Слатино завршил на скопските клиники, откако 3 лица го нападнале и раниле со нож на улица во Тетово.
3 лица се потешко повредени во сообраќајка што се случила вчера на магистралниот пат Кичево-Гостивар. Жител на тетовското село Слатино завршил на скопските клиники откако 3 лица го нападнале и раниле со нож на улица во Тетово. Како што соопшти СВР Тетово вчера околу 11 часот и 20 минути во Тетово на улица Маршал Тито по кратка расправија со двајца браќа на возраст од 32 и 40 години од Тетово, како и со уште едно засега непознато лице. Еден од нив на сега повредениот му прснал спреј за онеспособување во пределот на лицето, а друг со нож го прободел во пределот на левата страна од телото, додека непознатото лице со бейсбол палка го удирал по пределот на главата. 49-годишниот слатинчанец бил пренесен во клиничката болница Тетово, од каде што поради сериозноста на повредите бил пренесен во клинички центар Скопје. СВР Тетово презема мерки за пронаоѓање на сторителите, како и целосно расчистување на случајот. Вчера околу 23 часот на магистралниот пат Кичево-Гостивар се случила сообраќајна незгода помеѓу БМВ со кичевски регистарски таблици, управувано од 23 годишен жител на село Бериково Кичевско, и Голф со кичевски регистарски ознаки, управувано 19 годишен жител на село Зајас Кичевско. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобиле возачите на двете возила, како и сопатникот од Голфот, кој по укажаната лекарска помош во медицинскиот центар Кичево, а поради сериозноста на повредите, возачите биле префрлени во ургентниот центар Скопје, додека сопатникот бил префрлен во болницата Свети Еразмо. Денес имавме облачно време со повремен локален дожд, дуваше слаб до умерен југоисточен ветер. Утринската температура се движеше од 4 до 10 степени, а дневната од 14 до 17 степени. За утре метеоролозите прогнозираат претежно сончево време и потопло. Утринската температура ќе се движи од 4 до 10 степени, а дневната од 19 до 23 степени. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно.